Како што најавив и претходно, со нас во студиото е еден млад и храбар човек, авантурист. Неговото име е Фелипе Мендоза и ни доаѓа од Мексико. Тој е можеби еден од најретките луѓе на планетава кој ќе се обиде да го стори она што за многумина е невозможно и само сон, да помине со велосипед огромен пат, илјадници километри од Мексико до Кина. Фелипе, first of all, let me say hi and welcome to our television channel. Thank you a lot. Ти кажам добре дојде во нашата земја, како се чувствуваш? Многу добро, ви благодарам. Пред да започнеме да зборуваме за вашето патување, може ли да се представите? Кој е Фелипе Мендоза? Да, јас сум млад архитект од Мексико. Имам 24 години. И сега патувам низ целиот свет. Многу ја сакам архитектурата. И затоа и патувам. А кога реши да станеш велосипедист? Не решив баш да станам велосипедист. За мене велосипедот е начин на превоз. Нешто како спорт. Јас така патувам до работа, до училиште, на кино. Го гледам исто како и спорт. Значи не си професионален велосипедист, не сум. Кога прв пат слушна за така наречениот пат на свилата, кој ти кажа? Па за патот на свилата знаев долго време. Читав книги, Марко Поло и слично. И исто така го барав најстариот пат на човекот и мислам дека најстариот пат за човекот е патот на свилата. Со кого патуваш? Моментално патувам сам. Пред еден месец патував со неколку луѓе од Шпанија и еден од нив имаше повреда, па мораше да остане во хостел за да го реши овој проблем. И реши да продолжиш сам. Не си уплашен? Па не. Мислам дека повеќе се плашам од околината. Не знам кога ќе заврне или ќе падне снег. Но ова е убав начин на живот. Ова е долго патување кој те поддржува финансиски. Сам работев во Мексико, собрав доволно пари. И поголемиот дел од луѓето што ги сретнувам додека патувам, ме поддржуваат понекогаш. Понекогаш луѓето ми овозможуваат смештај, каде што можам исто така да јадам, и ова е на некој начин една авантура за мене. Значи, сепак постојат добри луѓе во светот. Можеш ли да ни кажеш нешто интересно, некоја интересна случка, добра или лоша? Па, целото патување е едно добро искуство за мене. Еднаш во Франција бев 4 дена без да зборувам со никој, бидејќи сите зборуваа француски. И бев во мало село, немав каде да спијам. И малку може да полудите ако сте така сами само на велосипед. Исто така во Крушево имаше снежно невреме. Но на крај сепак се завршува добро, да. Сигурно кога 1000 километри се возите мора да бидете предпазливи. Колку време сте на пат? Сега е веќе шестиот месец. Почнав на 13 октомври во Холандија, па дојдов тука. И ќе патувам низ Балканот, Турција, Грузија, Ерменија, Казахстан, па се до Кина. Колку време ќе ти треба да стигнеш до последната дестинација? Па мислам дека во октомври ќе бидам во Кина. И веројатно тогаш, ако не стигнам до тогаш, ќе стане зима и ќе има многу снег. Моето следно прашање е зошто ја одбра оваа траекторија?
Па затоа што студирам архитектура по патот на свилата. Тоа што го мислам со ова е дека како архитектурата се променила помеѓу околината и регионите. Порано немаше вакви земји, Македонија беше многу поголема од сега. И многу е интересно за мене како луѓето го менуваат начинот на животот и според архитектурата и според околината и сите работи што ги користат. Напомена неколку земји што си ги поминал. Можеш ли да ни кажеш кои земји ги помина? Започна во Холандија, па во Белгија, Луксембург, Франција, Монако, Италија, на северот, потоа Словенија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Албанија, сега Македонија, па ќе одам во Србија, па Романија, Бугарија, Турција, Грузија, Арменија, Иран, Казахстан, Туркменистан и на крај во Кина. Ова е навистина интересно патување. Што мислиш за Македонија? Навистина ми се допаѓа Македонија. Ми се допаѓа храната, луѓето, сите се пријателски расположени. Да, ми се допаѓа вашиот начин на живот. Среќни сте. И тоа мислам дека сте прекрасна култура. Дали би нешто би запомнил од ова патување во Македонија? Па да, Охрид ми се допадна многу, Крушево исто така. Македониумот е навистина интересен споменик. Да, навистина тоа е прекрасен споменик. На крајот, дали би се вратил во оваа земја? Да, секако. Запознав многу пријатели тука и дефинитивно би сакал да се вратам во Македонија, да ги посетам и да видам што се променило. Фелипе, ти благодарам што дојде и ти посакувам среќа во твоето патување до Кина. Секако можеш да ни кажеш каде може да видиме колку време ти треба за да стигнеш. Па да, на Facebook може да ме следите. Родар Еспасиос ми се вика Фейсбукот или на Инстаграм како човекот со Ф. Таму прикачувам се што ми се случува. Се што ми се случува. Благодарам што дојде и ти посакувам среќа. Благодарам.